По Мицкоски последен пат вчера, денес и вице-премиерот и министер за транспорт и врски Александар Николовски порача дека предвремени парламентарни избори нема да има. Николовски посочи дека владата е стабилна, дека реформските процеси треба да продолжат, а парламентарни избори ќе се одржат во редовниот термин 2028 година. Предвремени избори нема да има. Ние имаме стабилна коалициона влада која што одлично функционира. Мандатот на оваа влада е до 2028 година и следните избори ќе бидат во 2028 година. И тоа е всушност разликата помеѓу нас и црната коалиција на СДСМ и Левица која што е од другата страна. Ние зборуваме за проекти, гледате, не можеме да се доискажеме колку проекти работиме, да земам сега да ги читам улица по улица, ќе треба да ви одземам уште еден час што се работиме, да не зборуваме за големите проекти, а од другата страна има празни зборови, од другата страна има само манипулација и постојана жед и желба за власт. Од друга страна, од СДСМ велат дека ВМРО ДПМН на локалните избори ќе добие порака од граѓаните. Имплицитно, ова значи дека предвремени парламентарни избори би можело да има во март идната година, а зашто СДСМ биле подготвени. ВМРО ДПМН и Мицкоски во изминативе 16 месеци покажа сериозно потврлање на секој план. Тие немаат никаква визија за тоа каде се движи државата, нивната неспособност секојдневно генерира хаос, граѓаните тонат во сиромаштија, институциите во партизираност, сите независни институции изгубија смислата на тоа да бидат независни и согласно таквите политики кои што се не даваат резултати, од кои што граѓаните секој ден го чувствуваат незадоволството, единствено што можам да изјавам е дека Социјалдемократскиот сојуз на Македонија е подготвен за избори напред. Освен двете најголеми партии на предвремени избори, инсистира и ДУИ со своите коалициони партнери. Но најновото барање тие ќе го упатат по завршување на локалните избори, на кои очекуваат за нив поволен резултат.